Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Инфекциите на дишните патишта се меѓу најчестите болести во детска возраст. Помалите деца се особено подложни на вирусни инфекции, бидејќи нивниот имунолошки систем не е целосно созреан. Статистиките покажуваат дека децата во првите години од животот заболуваат од респираторни инфекции, пред се вирусни, 6 до 12 пати годишно. За респираторните инфекции во детска возраст денеска зборуваме со почитуваната професор доктор Гордана Мачевска-Баџакова, специјалист по педиатрија, пулмолог од Аџибадем Систина. Професорке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро ве нашла во ова убаво, софистицирано и креативно студио. Ви посакувам креативноста да ви продолжи. Ви благодарам. Дали, професорке, сите деца се раѓаат, односно, дали повеќето деца се раѓаат со здраво дишно стебло, односно со здрави дишни патишта? Точно, Марија. Едноставно кажано, над 99% од детската популација, односно од сите луѓе што живеат и што ќе се родат и што се родиле, се раѓаат со здраво дишно стебло. Мал е процентот на тие кои што имаат страдање веднаш после раѓањето, а тоа се категорија на дечина кои веднаш во првите неколку минути или неколку часа или неколку секунди од нивното раѓање имаат потреба од поддршка кислородна или одредени други потребни додатни терапевски процедури со цел да можат да останат живи, односно нивните бели дробови да ја отпочнат вистинската работа која што ќе ја има до крајот на својот живот. Значи, тоа е една многу мала категорија на дечина кои што страдаат во првите неколку часа од раѓањето. Тоа е најчесто тој така познат респираторен дистрес синдром, што го викаме, и кој што практично дава потешкоти, за жал, слични на SARS-CoV-19. Дали во оваа група спаѓаат и децата кои што се предвремено родени, кои што белите дробови не се доволно развиени при раѓањето? Да, во оваа категорија на деца спаѓаат и предвремено родените деца. Меѓутоа, тоа не значи дека секое предвремено родено дете ќе има проблеми од страна на дишните патишта. Меѓутоа, најголем процент од нив, за жал, го имаат тоа, али успеваат да го надминат, бидејќи медицината во тој домен отишла многу напред во однос на неонатолошкиот период од животот, значи новороденичкиот период од животот и деца кои што имаат страдање веднаш во моментот на раѓањето. Што е со оние дечиња кои што во годините по раѓањето ќе развијат алергиски респираторни проблеми? Какво е нивното дишно стебло? Па видиш, нешто начнавме тие вчера кога се чувме. Јас знам да ги категоризирам дишните стебла на 3 нивоа или 3 типа на дишно стебло. Тоа е здраво дишно стебло, сензитивно дишно стебло и хронично дишно стебло. Секој дишно стебло се однесува различно во текот на животот при контакт на одредени чинители, вирусни, аерозагадување, бактериски контаминации. Значи, и еволутивно има сосема друг развоен тек во однос на како ќе имаат страдање во текот на животот до крајот на животот. Здравото дишно стебло е здраво дишно стебло во однос на анатомијата, во однос на архитектониката, во однос на лигавицата, во однос на бронхите и алвеолите и интерстициумот. Зошто го посочувам тука интерстициумот? Бидејќи кај COVID-19 се навраќам нонстоп како една носечка тема, кај COVID-19 страдаат практично интерстицијалниот дел од белите дробови. Значи, здравото дишно стебло, тоа се зборуваме за бронхите, значи за цевките низ кои што дишиме. Сензитивното дишно стебло, тоа е тоа кое што го имаат деца кои што носат во себе генетска предиспозиција за развој на алергиски потешкоти и тие деца при контакт со алергените во текот на животот, некој во првите 2 години од животот, некој после третата, некој после четвртата, зависно од сензитивноста на генетиката што ја поседувате, почнуваат да развиваат осетливо дишно стебло, кое што практично се должи на осетливост на лигавицата на дишното стебло. А лигавицата на дишното стебло, што ги облага бронхите, практично страда при контакт од вирусни инфекции, аерозагаденоста и контакт со алергените. Тие деца секако имаат друг развоен тек во однос на тие што има здраво дишно стебло, а кај хроничното пак дишно стебло, само за кратко ќе кажам, тука станува збор за промена на архитектониката на дишното стебло. Значи, не само на лигавицата, него и на мазната мускулатура, на рскавичниот дел и се она што значи одржување на стеблото да биде во
цевкаста форма. Така, сега каков е текот на болеста кај децата со здраво дишно стебло? И тие се разболуваат кога ќе дојдат во контакт со вирусни инфекции. Некои родители велат веднаш спуштаат. Секој се разболува. Значи секој кога ќе има контакт со вируснен инфект, дали ќе се разболи или не, односно секој има одредени симптоми. Значи многу пати ви ќе кажат луѓето, слушаме асимптоматски. Не се тоа асимптоматски. Него имате, зборуваме се за детската популација, али за возрастната, адултна, да само кратко ќе кажам. Асимптоматски секој има одреден симптом. Само има луѓе, за жал, маса на луѓе немаат контакт со своето тело и не можат да ги проценат промените на своето тело што им ги дава како знак. И тие ќе поминат доколку се лесни нештата или сублесни, асимптоматски. Секој човек при контакт со вирусен инфект има одредени симптоми. Во однос на детската популација, децата кои што имаат здрави дишни патишта, тие ќе се разболат, за разлика од тие што имаат сензитивно дишно стебло, значи кои што имаат алергиска предиспозиција, тие ќе се разболат. Меѓутоа, кај нив, симптоматологијата и тоа што лекарот на слушалка ќе го слушне е различно во однос кај тие што имаат сензитивно дишно стебло. Без разлика дали родителите ќе речат брзо спушта. Да ги цитирам родителите, тие што брзо спуштаат, тие спаѓаат во категорија на сензитивно дишно стебло. Значи не се во категорија на здраво дишно стебло. Така. Да ги поканиме гледачите, професор Хе, доколку имаат прашања, да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677, професор доктор Гордана Мачевска-Баџакова, специјалист по педиатрија, пулмолог од Аџибаден Систина, е наша денешна гостинка. Таа ќе даде одговори на сите ваши прашања, на сите дилеми кои што ги имате и се поврзани со темата за која што разговараме, а тоа се респираторни инфекции кај децата. Дали еден ист вирус кај деца од различна возраст може да даде различна клиничка слика, односно различна болест. Од обична кивавица па се до бронхитис и бронхопневмонија. И дали е тоа директно поврзано со дишното стебло, дали е здраво или пак е сензитивно, или не мора да значи? Така, Мила, види, значи дали ќе имате и каков тип на симптоми ќе имате, зависи од тоа дали имате додатни, за детска популација зборуваме, додатни коморбидитети, викаме сега, нели, што е често се зборува, што значи одредени делови на дишните патишта да ви се нешто послаби. Значи во детската возраст, некаде во првите 7 години од животот, односно во првите 5, најголем процент од деца имаат како слабост, тоа е зголемен предкрајник, аденирни вегетации, што значи од тоа ќе зависи и симптоматологијата од вирусниот инфект. Тој дете кој што има сензитивно дишно стебло има друга симптоматологија, меѓутоа во основа. При секој вирусен инфект доминантна е кашлица, што е особеноста на вирусните инфекции, не е особеноста на бактериските инфекции. Тоа е првата работа. Втората работа, ќе се обидам да разграничам нешто. Кашлицата кај секој вирусен инфект, без разлика. Дали спаѓа вирус што предизвикува настинка, риновирус, дали предизвикува грипот, инфлуенцата, дали свинскиот грип, H1N1, значи дали ковид, значи секаде, првично, при секој вирусен, аденовирусот, ви е кашлица. Значи тоа е симптом карактеристичен на вирусен инфект е кашлица. Втора работа. Бидејќи вирусниот инфект влегува како во нашето тело, преку носна лигавица, а тука нормално дека е носите воведот во дишните патишта и воведот во контактот со ждрелото. Не гласниците, ждрелото. Најчесто во 95% од случаите се јавува и грлоболка. Грлоболката е практично инфламација, воспаление на контактот на вирусот со ждрелото. Што значи, вториот патогномоничен знак, да кажам, при вирусен инфект, тоа ви е кашлицата е првото, второто ви е грлоболката. Што е разликата? Има разлика меѓу секој тип на вирусни инфекции. Ке ги ставам во една категорија вирусните респираторни инфекции што до сега ги знаевме, за кои многу пати сме разговарале. Во друга категорија ќе го ставам SARS-CoV-19. Досегашните типови за кои што многу пати сме разговарале, респираторни вирусни инфекции, уште еднаш ќе ги споменам. Групата на гриповите, инфлуенца А, Б, така. Групата на, да не ги редам сега, групата на свинскиот грип, групата на параинфлуенца инфекциите, групата на аденовирусните инфекции, групата на
вие кажете ги Риновирус. Риновирусните инфекции. Ке ги ставам на страна коксаки и другите типови, ги има многу типови на вируси и подвируси. Кај сите оваа категорија што ја ставив, освен кашлицата, грлоболка, имате така наречени, викаме, катарални знаци. Значи, тоа се влажни типови на вируси, ако можам да ги кажам. Тоа е мое. Значи, јас на едноставен начин го обработувам за да стигне до луѓето и до пациентите појасно. Значи, ова се што зборуваме лична моја една распределба на нешто. Сите тие, некаде третиот ден, четвртиот даваат веќе катарални влажни знаци. Дали ќе биде тоа затнат нос, секреција од нос, кашлицата од сува ќе премине во влажна, значи веќе имате една хиперсекреторна фаза. За разлика ковидот. Тоа е така наречен по мене. Значи јас во однос на тоа што го имам како пресек на студии кои ми дошле во рака последни 11 месеци и контактот со пациенти е сув тип на вирус, така наречен, по мене. Тоа е значи моја распределба, сув тип кој продолжува со својата така наречена сувост. Значи, ако овде имате третиот ден веќе катарални, тој продолжува со својата сувостна манифестација и навлошување на симптоми. Зошто? Затоа што има друга специфика на влез и друга специфика на активација на одредени делови од телото. А след тука ќе прекинам, па ти ќе продолжиш да ме прашаш. Имаме двајца гледачи кои што чекуваат вклучување, да дадеме предност, а потоа продолжуваме со нашиот предвиден концепт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до емисијата и до доктор Гордана Баџакова. Благодарам. Јас сум мојот син е пациент кај докторката Баџакова. Поздрав. И сме многу задоволни. Меѓутоа сега имаме еден проблем со кој детето прима фликсотиде од 50 два пати по 2 пафа и треба да се прекини 15.9. Меѓутоа и да се почне 1.12.2020. Ама има некое свирење, оти е активен во фудбал, оди на тренинг и сега сакав да прашам дали со фликсотидето да продолжам. Така, и што да правите? Да не направам прекин, а и плюс во носо примаше момокс, еднаш по еден пап до 10, а попладне спреј аквамарис. Така. Меѓутоа, откога прекинавме ова... Така, снимате значи, прекин, сега ви прашањето е дали да продолжи со терапија или не. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, можете ли вака... Без проблем, едноставно почувствувале, односно имаат можност да направат контакт со мене на овој начин, така да без проблем, што еден пациент и знае мајката, впрочем 99,9 да не речам 100%, кога вашето дете има свиреж во градите, значи дека сензитивноста на дишното стебло е на многу повисоко ниво и нема да се чека 1 декември, него уште од денес стартуваат со терапијата која што сум ја пропишала дека треба од 1 декември, значи ќе почне од денес на 5 ноември. Порано. Таа доза која што сум ја напишала во извештајот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Еве уште една можност, ми дава знак дека е на линија. Добар ден. Не успеваме да се вклучи, не успева во ред. Нека се јави подоцна и ќе добие можност да го постави своето прашање. Професорке, што е со оние деца кои што земаат терапија, кортикостероидната, токму како ова дете, во инхалаторна, и сега дали тие деца се поподложни, односно спаѓаат во ризична група кога станува збор и за вирусни инфекции, но и за новиот коронавирус? Значи, ризични сме сите. И сите се ризични. Меѓутоа, секако, тој што има осетливо дишно стебло или хронично дишно стебло е далеку поголем ризик за него отколку на категорија на деца, луѓе кои што имаат здрави дишни стебла. Мојата препорака на сите што имаја контакт со мене последни 11 месеци од кога постои, нели, оваа пандемија за која едноставно кажано не има сите опфатено, цела планета Земја, и да си ја примаат терапијата која што е предвидена. Значи да не остануваат без топични кортикостероиди. Впрочем, да кажам дека уште еднаш се навраќам на SARS-CoV-19. Основниот лек кој помага, тоа се кортикостероидите.
понатака се антибиотиците и антивирусните. Значи, основните лекови во Вклучуваат ова кортикостероидна терапија. кортикостероидната терапија. А што е со носењето на маски? Зошто велат деца до 6 годишна возраст да не носат маска? Какво е нивното дишно стебло? Какви се нивните бели дробови? Кога ќе се каже децата да не носат до 6 години маски, не се мисли, по мене, на проблем во развојот на белите дробови кај децата. Белите дробови се нешто што секако до 7-та година се доразвиваат, после 7-та година нивниот развој завршува онака што ќе го имате цел живот тој тип на белодробје. Проблемот е кај децата до 6-та година, што тие не умеат и не знаат како да ја носат маската. Не е проблем што ќе му ја ставите маската, него контаминацијата од бактерии ви е голема, од вируси ви е голема и тие деца спушти стави, само ќе си направат поголем проблем од колку. Така. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. За респираторните инфекции во детска возраст денеска зборуваме со професор доктор Гордана Мачевска-Баџакова, специјалист педијатар, пулмолог од Аџибадем, Систина. Професорке, дали се почести вирусните, респираторни заболувања кај децата или пак бактериските? Вирусните. Вирусните се носечките, кои што ги прават проблемите на дишните патишта целогодишно. Значи, од 10 пати ако сте болни, ако е било кое дете болно, во 9 пати ви е тригерот од вирусна инфекција. Вирусната инфекција прави пат на локалниот дел на имунитетот и на општиот имунитет. Од тука следат коинфекции, односно бактериски инфекции, контаминации. Значи, само 1 од 10 пати сте директно болни од контакт со бактерија, која што ви го направила дадениот проблем. А постои ли некоја специфична терапија за вирусните инфекции на респираторните патишта кај децата? Нема. За жал, затоа и се соочува светот со оваа ситуација, пандемијата со вирусните инфекции. Че класична некоја специфична антивирусна терапија која што го има многу добар ефект, до сега не е пронајдено. Сем нели за респираторниот синцитијален вирус, кој што го прави одредени проблеми во првите месеци пол дена од животот на децата до това, има одредена форма, меѓутоа класична антивирусна терапија некоја нема. Така да основата е децата од мала возраст да ги чуваме. Да ги учуваме, односно да ги учиме како да се чуваат, а при тоа убаво кажав, ние да ги чуваме нив од вирусните инфекции. Секогаш терапијата кај вирусните инфекции е симптоматска, викаме. Значи, даваме терапија за симптомите што се јавуваат. А конкретно циљана, значи, строго иницирана терапија за вирус нема, како кај бактериските инфекции, што даваме одредена група на антибиотици, кои што знаеме дека делуваат на одредената категорија на чинител, на бактерија која го предизвикала дадениот проблем. Значи, секогаш кај вирусните инфекции терапијата е симптоматска. Некогаш родителите инсистираат нивното дете да прима антибиотик, бидејќи велат многу брзо спушта или пак развива обструкција. Дали е оправдан ваквиот пристап во тие случаи? Антибиотикот секогаш се дава, јас тоа го кажувам секогаш на секој, само кога имате индикација за антибиотска терапија. Се знае што е тоа. Значи, промена на квалитетот на носниот секрет, ако од слузав, воденаст, стане жолт, сивкаст, зеленкаст, значи веќе имате жолто кафеав, имате класична бактериска контаминација. Ако во крвните анализи имате покачени леукоцити и ЦРП. Инаку, на така давање антибиотик без одредени чинители кои упатуваат на бактериска контаминација или бактериска инфекција, не сум присталица на тоа. А што е со кашлицата што се јавува кај децата? Дали е прифатливо што некои родители даваат инхалации со кортикостероид за таа да се смири? Тоа е веќе некако практика меѓу родителите. Види вака, секој вирусен инфект, кога напаѓа било здраво дишно стебло, било сензитивно дишно стебло, на страна хроничното дишно стебло, секој вирусен инфект, како што кажав, прави кашлица. Зошто прави кашлица? Затоа што еритира лигавицата на дишното стебло.
што ми еритира лигавицата на дишното стебло, а секој вирусен инфект има свој тек на живење, тоа е 5 до 7 дена во клиничка манифестација, тука помагаат инхалирачките кортикостероиди. Значи, и кај здравото дишно стебло, и кај сензитивното. Бидејќи чинителот, вирусот го прави истото. Ја зголемува осетливоста на дишното стебло, тоа ја зголемува воспалителната компонента, на што вдишувачкиот кортикостероид делува да се таа компонента намали. Која е разликата? Кај здравото дишно стебло, за 5 дена ја прекинувате терапијата, 4 до 5 дена. Кај сензитивното дишно стебло, веќе пулмологот, алерголог проценува кога и како мајката што се јави, чие дете има сензитивно дишно стебло, каде веќе пулмологот му дава одредени смерници како да ја прима терапијата за подолг период на време. Еве, имаме уште еден гледач, можеби повторно родител, со прашање за неговото дете, за здравието на неговото дете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам дали се работи за возрасти или само за дечиња? Само за деца. Денешната гостинка е специјалист педијатар, пулмолог. Така што, доколку имате прашање кое што наменето за возрастни, ќе се јавите во некоја од следните емисии кога ќе имаме некоја тема која што е поврзана со респираторните проблеми кај возрастните лица. Професорке, многу често на овие простори постои страв од провев, од промаја. Потоа, од препотување на детето, сметат некои родители дека ако се препоти и потоа излезе на ладно, дека може да добие дури бронхопневмонија. Дали студот, провевот, препотувањето влијат на разболувањето или не? Вака сега, студот, ако потрае подолго, значи ако некое дете е ставено на температура одредена која што е ладно и престојува повеќе од час и половина, 2, секако дека таа телесна температурна разлика што ќе настане при престојна температура надворешна која е многу ниска, дека ќе направи одредена промена на телото. Не значи дека ќе добие воспаление на бели дробови, меѓутоа можеби одредени симптоми ќе има. Затнато носе, зависно како што кажав, која му е моментот на осетливост во неговото тело. Лично јас советувам да се шетаат децата надвор. Кога се температурите окей, кога се температурите и -5, -10, само да се децата добро облечени. Не советувам при јак ветер да се шетаат. Зошто? Бидејќи самата јачина на брзина на воздухот ви прави промена на начинот на кој што вие дишите. Значи, ние по правило треба да дишаме преку носа, а не преку уста. Кога има ветер, не сакајки, децата знаат да ја отворат устата. И од тука уште еден одговор, апропо зашто не треба да носат маска во првите 6 години од животот. Бидејќи децата не знаат да дишат преку нос, кога носат маска, не го дишат со уста отворена, а ние возрастните умееме и го знаеме тоа, дека треба секогаш дишењето преку маската што ја носиме да не биде преку нос, а не преку уста. Така да, температурните разлики знаат да направат еден мал дешарж, ако детето не е адекватно облечено, не е адекватно збринето во моментот. Али ако е детето добро облечено према температурата која што е надвор, тука нема проблем дека да се плашиме од шетање надвор кога е температурата пониска. Имаме уште еден гледач. Очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака сега би сакала да ја прашам докторката затоа што гледам дека е педијатар. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Бремена сум 33-та недела, со тоа што постои ризик и можност за предвремено породување. Зрење веќе примено, значи пред 10 дена. Сакам да ја прашам докторката каков ризик би имало ако бебево, не знам, се роди утре, например. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, една загрижена идна мајка. Не, ризикот што? Веројатно за белите дробови, бидејќи зрење. За белите дробови? Примено е зрење, значи, затоа што имам скратен цервик. И за белите дробови, Така, практично. за белите дробови ви е прашањето во однос на здравјето на белите дробови кај вашето дете. Да. Така. Значи вака сега, доколку е зрењето направено и дадена одредена терапија што ја даваме кога се очекува или предвремено раѓање, колегите даваат кортикостероиди во одредена доза неколку дена, најголем процент од тие дечина се раѓаат без проблем. Меѓутоа, никој не може да каже дали од тие 10 деца 8 ќе немаат проблем, 2 може да имаат. Дали незиното дете ќе биде во категорија на тие 2 или во тие 8,
Тоа не може да каже никој, не само и јас, него никој. Так. Бидејќи процедурално гинекологот си ја завршил својата, да кажем, постапка, очекува предвремено, ја ставил на кортикотерапија, предпоставувам да, дадена е терапија која се дава, се знае колку време. Така. Сега раѓањето треба да биде како што треба, окей, да биде во тие 8. Ајде да проговориме за бронхиолитисот. Дали е таа состојба која што се јавува само во раното детство кај децата до втората година? Бронхиолитот е особеност на деца која се јавува во првите 5 до 6 месеци од животот. Значи, после 6-тиот месец од животот, кога некој дете има страдање, не станува збор за страдање на бронхиолите. Така да таја е еден патогномоничен, една болест која што е особеност на првите месеци од животот, а не после година дена од животот. Не. Се поставува прашање зошто? Затоа што растењето на телото на детето, значи имаме едно новородено дете, така, кое се раѓа со одредена своја телесна тежина и телесна површина, така. Значи ние многу малку го ставаме акцентот на телесната површина, масата на луѓе. Врзани сме на телесната тежина и на телесната должина. Так. Телесната тежина и телесната должина ја прати телесната површина. Телесната површина, како детето расте, прв месец, второ месец, трет, шести, деветти година дена, детето добива, нели се менува. И не е истото дете со истата тежина и должина која што се родило и после 8 месеци 10, што значи станува поголемо. Телесната површина е поголема, а телесната површина практично е нештото што сликата која ни покажува развојот на внатрешните органи. Значи како површината расте, така и органите внатре созреваат и стануваат поголеми. Од тука тоа се што е растење што го гледаме од надвор го пратат и внатрешните органи и белите дробови тоа исто така се го прават. И од тука бронхиолите си имаат свој тек на развој, на раѓање, 6-тиот месец, 12-тиот месец и на година, на 2 години. Така. Професор ке вела дека бронхитисот повеќе ги загрижува родителите отколку педијатрите. Можеме да прочитаме нешто такво на интернет, дали е тоа вистина? Сега вака, најголем процент на бронхит кој што не е пратен со обструктивна компонента, со спазен, со свиреж во градите, со гласав воздух, со тешко дишење, е нешто што навистина е лесно ќе поминува. Меѓутоа, и тука нормално дека педијатрите не се плашат. И не треба ни родителите да се плашат. Меѓутоа, доколку едно дете има проблем со тешко дишење, гласав воздух, дишење со помош на стомашната мускулатура, со модри уснички, тука верувајте дека како се плаши родителот, така во непријатна ситуација е и педијатарот. Значи нема едноставно да види пред себе едно дете кое што е буквално во една тешка форма на обструкција или умерено тешка форма на обструкција. Значи бронхит е една работа, обструктивна компонента на дишното стебло е друга работа. Сосема друга. Сосема друга. Значи тоа веќе да компликација. Не ги мешаме нештата. Бронхитот е нешто како секој, јас знам да кажам, може да го добие бронхитот во животот, како што секој може да добие и грлоболка ради фарингит, значи воспаление на грло, колку пати имаме засипнатост и така, сите нас. Так. Значи тоа може секој да го добие. Меѓутоа, обструктивната компонента на дишното стебло не може секој да го добие и не го развива секој. Дел од нив имаат здраво дишно стебло и само еднаш во животот ќе имаат до 2 пати, али останатите имаат веќе осетливо дишно стебло, на категорија која зборувавме, која понатака ќе бара да се лекува за да не премине во хронична болест или во развојна астматска. Така, значи сепак постои можност доколку се јавуваат чести обструкции децето на крај да развие астма. Да. Професор, имаме уште еден гледач на линија, имаме уште навистина многу прашања, но еве да му дадеме предност, а навистина малку време. Ќе го замолам гледачот кратко, јасно, концизно поставено прашање во интерес на времето. Добар ден. Ало. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам, имам 2 внучиња, 9 и 5 години. Така. Прележаа сега COVID-19, само со температура, без некои потешки манифестации. Така. Едното имаше запалење плуќа на 3 години, сега е 9, а другото до 4 години имаше чести бронхити, а сега е 5. Дали сметате, ние не се јавивме на лекар после, дали сметате дека треба да се направат некоја контрола?
Така, ова е едно одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи вака, доколку децата се добри, е прележале ковид инфекцијата, се без потешкоти, не одат на школа, затоа што повеќето деца, не него си деца се со онлайн настава. Тука нема потреба за понатамошна во оваа ситуација на лоша епидемиолошка состојба како што е на територија на нашата држава. Значи, ако децата се добри, без потешкоти, нема потреба во мигот да одат во разни институции за да бараат понатамошни продлабочувања на испитувањата. Бидејќи секој контакт е можно сепак да направите. Ако сте COVID-19, вам веќе ви паднава имунитетот. Значи не е само ковидот кој што тука може да направи, може да го вируси, добиете грипот или било што. Значи после ковид инфекција ви треба барем едно 8 до 12 недели минимум на покренување на имунолошкиот одговор, што значи не би советувала ако се стабилни да тргнат по амбулантите. Меѓутоа, доколку имаат проблем некаков, тогаш секако мора да ги продлабочат испитувањата. И еве сосема за крај, дали поради сите мерки кои што се превземаат, се намалени респираторните инфекции кај децата во овој период? Да, точно е тоа. Овие 11 месеци евидентно е паднат бројот на болни деца. Факт. Така. Професорке, ви благодарам за вашето денешно гостување во емисијата. Се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка. Секогаш е задоволство да се разговара со вас. Малку време имавме, но ете, има простор за некоја друга емисија во која што ќе опфатиме некој друг сегмент поврзан со здравјето на белите дробови и респираторните патишта кај децата. Благодарам, Марија, и стојам на располагање. Почитувани, денешна гостинка во емисијата беше професор доктор Гордана Мачевска-Баџакова, специјалист педијатар, пулмолог од Аџи Бадем Систина. Ви благодарам за вниманието. До гледање.